Колку се заштитени работниците во зимски услови, една од темите на кои што утре ќе разговарам со подпредседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Иван Пешевски. Добро утро. Добро утро. Како сте утрово? Добро е. Колку се заштитени работниците во овие зимски услови? За среќа се уште немаме онакви минусни температури, меѓутоа зимата е на прак. Па ќе кажам дека работниците во принцип не се заштитени на своите работни места, имајќи во предвид дека температурите дозволуваат работа на отворено. И нас како представници на работниците не плаши толку студеното време, колку што загадувањето на воздухот на кои се изложени и треба да работат на отворено. Имајќи во предвид дека имаме компании кои што навистина почитуваат социјален диалог и имаат синдикални организации ке работодавачот, се трудиме да ги обучиме сите вработени, да добијат соодветна заштитна опрема и да работат во условите кои што ги дозволуваат временските надворешни влијанија, но има и компании кои што ништо не почитуваат од ова, да бидам искрен, и затоа апелираме Државниот инспекторат на труд не само да чека пријави од синдикатот, туку да има навремено ненајавени инспекцијски надзори, бидејќи по градилиштата се забележуваат навистина работници кои што висат, ќе кажам, на скелињата, а не работат и се без никаква лична заштитна опрема, како во летниот, така и во зимскиот период. За наша среќа ова време со плюс температурите од 5 до 7 секако дека се ладни, меѓутоа има соодветна заштитна опрема во кој може да се работи, имајќи во предвид дека навистина е големо загадувањето, како што кажав на почетокот. Додека во оние температури кои што се предвидуваат снегови или минусни температури, секако дека ќе апелираме да не се работи исто како што беа екстремно жешките времења во летниот период. Така да ги охрабрувам сите вработени да пријавуваат како во Сојуз на синдикати на Македонија, така можете анонимно, доколку не сакаат во име на компанија да пријават во Државниот инспекторат на труд и да си ги почитуваат пред се сами работничките права, како што тоа го правиме ние, а потоа да се врати од страна на работодавачите да се купи соодветна заштитна опрема, имајќи во предвид дека следат поладни денови и минусни температури. Тоа значи дека досега нема ниту една пријава од работник на терен? Имаме анонимни пријави, немаме вака од компанија каде што Сојуз на синдикати на Македонија имаат членови, меѓутоа анонимните пријави секако дека ги процесираме до Државниот инспекторат на труд и за наша среќа се постапува по истите и се опоменуваат или задолжуваат тие работодавачи да ги поправат условите. Навистина нема голем број засега, меѓутоа не значи дека нема да имаме и сега околу новогодишните празници кога се очекува да се намалат испод 0 степени температурите. Да, можеби овој период најактуелна тема е годишниот регрес за годишен одмор, односно регресот за годишен одмор, до кога треба да биде исплатен? Регресот за годишен одмор е загарантирано право за среќа на работниците и во јавниот сектор од оваа година. Онаму каде што немаме колективни договори важи за сите, оваа година е 10.000 денари линеарно, додека 2024 година ќе биде 30% од просечната плата на државата. Во приватниот сектор тој процент е 40, за разлика од јавниот сектор, и треба да биде исплатен најдоцна до 31.12. Но кај нас досега има стигнато 2408 пријави, имајќи во предвид дека некои направиле 6 месеци кај исти работодавачи, очекуваат да имаат К15, имајќи во предвид дека можеби промениле работно место или се заминале од таму и очекувале тоа да им биде исплатено. Значи, како што кажав, од јануари до октомври 2023 година 2408 пријави се пристигнати во Сојуз на синдикати на Македонија. Постапувано е по истите, некаде се задолжени работодавачите, некаде исплатено, некаде се во постапка, меѓутоа верувам дека до крајот на годината и тие работодавачи што не исплатиле, ќе се исполнат врската, имајќи во предвид дека се навистина големи казните. Дали буквално сите работници треба да добијат К15 до крајот на годината? Споминавте, меѓутоа и во приватниот и во државниот сектор? Да, сите работници во Република Македонија до 31.12 треба да добијат. Со тоа што пак ќе кажам, оние што се во јавен сектор се 10.000 денари таму каде што нема колективен договор, но каде што има колективен договор, за наша среќа, особено во компании кои што го почитуваат социјалниот диалог и подпишале колективни договори, тие проценти се секогаш над 40%. Има примери каде што имаме и 60% исплатени веќе регреси, а најпозитивните примери ќе ги земам индустријата за градежни материјали, каде што најголемиот дел од компаниите исплатили 100%. Актуелна е секогаш потрошувачката кошница. 28 декември најавуваме да настан. Така е, 28 декември промотивно ќе биде кажано од наша страна што содржи новата минимална синдикална потрошувачка кошничка, имајќи во предвид дека истата не беше ревидирана можеби повеќе од 10 години. Ние оваа кошничка ја донесовме со цел да биде индикатор за минималната плата која што беше во 2012 година донесена и истата беше како една пресметковна единица колку минимум треба да има едно семејство за да го преживее месецот.
оние бројки досега што ги пресметувавме ние, имајќи во предвид дека сме врзани со Државниот завод за статистика, од каде што влечеме податоци, не се цениве ние дека сами сме ги измислиле. Меѓутоа, низата бранд покачување на електричната енергија, на горивата, на храната, на малопродажните цени, доведе да таа кошничка достигне до 48.000 денари. Што се случи во меѓувреме? Да, увидовме дека многу работи во кошничката недостасуваат, а еве за едно ќе откриам како предвреме, е интернет во едно семејство кое што е задолжително да го има кога има веќе двајца ученици дома. Понатаму пресметуваме други работи во делот на културата, хигиената, облеката и обувките, кои што не беа земени во предвид, односно беа со застарени цени, да кажам. И овој пат тоа што го ревидираме ќе биде на вистина пак минимално, меѓутоа многу пореално за едно семејство, да видите колку средства ќе бидат потребни за да преживеат во месецот. 4 члено семејно домаќинство. Тоа значи дека овој пат, верувате, сумата ќе биде поголема од тоа што ние сме пресметувале до сега. Значи, да заклучиме, тешко да се живее со вакви плати? Да бидам искрен, кога се носат законот за минимална плата и она што требаше да биде како индекс на едно семејство колку треба да преживеат, ние сакавме како се качуваше минималната плата, така да растат и сите плати, затоа што тоа го предвидуваат колективните договори, без разлика дали се вработените на бодови или на коефициенти, како растеше минималната, така требаше да растат сите плати. Нажалост, од појавувањето на минималната плата, кога имавме 30.000 вработени на минимална плата, таа бројка денеска е скоро 100.000 вработени. Значи не се постигна ефектот во смисла дека се покачуваше само минималната плата и се направи голема декомпресија на платите и едноставно изедначување на платите како во приватниот, така и во јавниот сектор. Кога ќе земеме другата категорија луѓе помеѓу минимална и просечна плата, ќе видиме дека има уште 100.000 граѓани кои што работат за таа плата. Едноставно со минимална и просечна плата не се преживува месецот, а камоли со две минимални плати како што имаме такви семејства. Од таа страна се приморани тие работници, тие семејства да доработуваат дали прекувремени часови или работа на црно за да може да го преживеат животот. Тоа е проблемот на државата што никако да го реши проблемот со сивата економија и со работата на црно. Затоа предлагаме да се плаќаат работниците достоинствено за 8 часовно дневно работно време, а не за 12 кој што предвидуваат за некои проекти или за некои дејности. Ке кажам дека следи тешка година и 2024, меѓутоа борбата за поголеми права секако дека ќе започнува од Сојуз на синдикати на Македонија и секако дека ќе гледаме и со следното покачување на минималната плата да имаме што повеќе колективни договори како на ниво на дејност, така и на ниво на компанија или работодавач и да ги подобруваме, покачуваме платите согласно покачувањето на цените. Не да дозволуваме инфлацијата пред време да ги нагризе платите и повторно да имаме голема категорија на граѓани, односно работници, кои што не се социјална категорија, туку се работници, а да живеат под прагот на сиромаштво. Да, и да успееме да си ги задржиме во нашата држава. Ајде, накусно за крај, бивте заедно со претседателот на синдикати на конференција. Какви искуства се разменијата? На последната конференција во Будипешта, која што беше организирана од Меѓународната организација на труд, имавме среќа да се судриме и со останати земји, меѓутоа и со нашите представници на Министерството за труд и работодавачите. Она што загрижува за целиот регион на Западен Балкан и целосно Југоисточна Европа, ако ја земеме како регион, е дека огромен одлив на работна сила на назад години се преселува во високо развиените европски земји, Германија, Швајцарија, Австрија и така натаму. Имаме голема миграција од Македонија во другите балкански земји затоа што скоро сите не поминаа и со минимална плата и со просечна, имајќи во предвид дека само ни застанува Албанија. И дека проблемот владините представници и работодавачите го гледаат со увоз на работна сила, за разлика од нас представниците на синдикатите, каде што апелираме да ги подобриме условите и платите како би ги примамиле оние млади да се вратат во државата од каде што се иселени, а не ние да увезуваме работна сила од третиот свет земји и повторно да експлоатираме на ова тло работници за 300, 400, 500 евра плата и да очекуваме дека они ќе дигнат продуктивност или они ќе подобрат економијата целосно во државата. Тоа за мене е навистина голем абсурд да земја членка аспирант кон ЕУ со овакви владини представници сметат дека ако увезат работна сила од овие земји ќе се подигне продуктивност или ќе се покачи БДП-то. Нажалост, високо квалификуваниот кадар во сите дејности кои што недостасуваат денес, а тоа и агрокултурата, и металната индустрија, и градежништвото, и текстилната индустрија, да не зборувам за угостителство, туризам, тоа се е заминато од Црна Гора, Хрватска и нагоре, така што ако не се освестиме и не покачиме плати и подобриме услови за работа, верувајте дека ќе останеме и без малку тие работници што ги имаме. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме на 28 и веќе го најавивте и вие настанот. Ви благодарам и вам. Поздрав на гледачите на Марата телевизија. Благодарам уште